Добро утро и добар ден од нашата и ваша училница. Денес ќе се дружиме заедно со мене, Јованка Спасеска, на часот по математика за петто одделение. На овој час денес ќе учиме за собирање и одземање на децимални броеви со ист број на децимали и тоа до 2. Која е целта на овој час? Целта е ученикот да собира или одзема броеви до 100 со ист број на децимали, до 2 децимали, и да избира соодветна стратегија за пресметување и да објаснува како дошол до резултатот. Да се подсетиме. Секогаш кога учиме нешто ново, поаѓаме од она што веќе го знаеме. И затоа најпрво се подсетуваме. Кога собираме два броја, како во примеров 344 плюс 236, секој од броевите си има свое име. Првиот број по собирањето го викавме прв собирок. Вториот број, втор собирок и резултатот кој што ќе го добиеме при собирањето го викаме збир. Кога одземаме два броја, исто така броевите си имаат свое име. Првиот број го викаме намаленик, вториот број 171 во случајов намалите и резултатот кој што ќе го добиеме при одземањето се вика разлика на два броја. 281 во овој случај. Истиве овие имиња ги имаат и броевите, односно децималните броеви. Затоа на што треба да внимаваме? Сите ученици мислат дека собирањето и одземањето е многу лесно и едно од најлесните операции. Навистина е така, се сложувам и јас, но треба да се внимава. Што е тоа на што треба да внимаваме? Еве пример. 452 плюс 527. Лесно можеме да пресметаме, цели броеви се во прашање. 2 плюс 7 9, 5 плюс 2 7, 4 плюс 5 9. Добивме збир 979. Она што треба да внимаваме е секоја цифра од броевите треба да се запише во колоната според својата месна вредност. Како во примеров. Во првиот број, цифрата 2 е во колоната на единици, цифрата 5 е во колоната на десетки, цифрата 4 е во колоната на стотки. Бројот кој што го собираме со првиот број треба да го подредиме точно секоја цифра да се стави според својата месна вредност. Така да, седумката, бидејќи е цифра на единици, ја ставаме под двојката во колоната единици. Цифрата 2 има месна вредност 20, значи десетки, ја ставаме во цифрата на десетки под цифрата 5. И цифрата 5 во колоната на стотки под цифрата 4. Доколку ги поставиме вака, секоја цифра од броевите да се запише во колоната според својата месна вредност, нема да погрешиме. Како најлесно ќе ги препознаеме децималните броеви? Секако по запирката, која се нарекува уште и децимална запирка. Тоа значи дека ако во бројот има децимална запирка, а по неа има 1, 2 или повеќе места, односно цифри, тој број е децимален број, а местата по запирката се наречени децимални места. Еве неколку. 1,2. Ова е децимален број со едно децимално место. 0,31. Децимален број со 2 децимални места. 2,14 со 2 децимални места и така натаму има многу вакви броеви. Како се собираат децималните броеви? Многу лесно. Ако знаеме да собираме цели броеви, тогаш ќе знаеме да собираме и децимални броеви. Значи, постапката е потполно иста. Еве еден пример со цели броеви и истите цифри од целите броеви ќе ги стемеме за пример на децимални броеви. 346 плюс 128. Ги подредивме како што треба, секоја цифра е во својата колона според месната вредност и пресметуваме 6 плюс 8, 14. 4 запишуваме, 1 памтим. 4 плюс 2, 6 и 1 што памтевме 7. 3 плюс 1, 4. Добивме збир 474. Истиот тој број, односно цифрите од броевите што ги зедовме за пример како цели броеви, сега ги земаме за пример во децимални броеви. Имаме 3 цели, 4 десетинки и 6 стотинки, значи 3,46 плюс 1,28. На ист начин како што ги поставивме според
секоја цифра во колоната според својата местна вредност и кај децималните броеви и започнуваме со собирање. 6 плюс 8 14, 4 запишуваме 1 памтиме, 4 плюс 2 6 и 1 што памтевме 7, запирката ја запишуваме под запирките и целиот број 3 плюс 1 4. Добивме 4,74. Не беше тешко и неколку примери за да ни биде појасно. 7,52 плюс 1,89. 2 плюс 9, 11. 1 запишуваме 1 памтиме, 5 плюс 8, 13 и 1 што памтевме 14, 4 пишуваме 1 памтиме, запирката ја препишуваме под запирките и целиот број 7 плюс 1, 8 и 1 што памтевме 9. Значи не можеме да погрешиме доколку ги запишеме секоја цифра од бројот на своето место, односно во колоната според местната вредност. 67,25 плюс 8,09 е следниот пример кој што ќе го решаваме. Ајде да видиме сега што ќе добиеме. 5 плюс 9, 14, 4 запишуваме 1 памтиме, 2 плюс 0, 2 и 1 што памтиме 3, запирката ја запишуваме под запирките, 7 плюс 8, 15, 5 запишуваме 1 памтиме, 6 плюс ништо 6 и 1 што памтивме 7. И уште еден пример, 9 плюс 9, 18, 8 пишуваме 1 памтиме, 0 плюс 8, 8 и 1 што памтевме 9, запирката да не заборавиме да ја запишеме точно под запирките, 5 плюс 3, 8 и ништо плюс 1, 1. Добивме резултат збир 18,98. Сега имаме напомена. Доколку внимавате на колоните и цифрите според местната вредност на секоја цифра во бројот, сигурно ќе дојдете до точното решение, нема да погрешите. Еден предизвик за вас. Неколку примери. Примерите се лесни и брзи, се решаваат со размислување. Првиот пример. 32,17 плюс 22,23. Примерот број 2. 11,2 плюс 70,4. Гледате дека овде имаме примери со едно децимално место. И тоа ќе е брзо. 13,13 плюс 21,12 е третиот пример. И четвртиот пример 10,1 плюс 61,4. Мислам дека имавте доволно време, додека јас ги читав задачите, вие да ги решите. Ајде да ги видиме резултатите. Резултатот на спирот на првата задача, првиот пример е 54,40. Проверите дали добивте толку. Збирот на вториот пример е 81,6. Збирот на третиот пример 34,25 и збирот на последниот пример е 71,5. Ако ги добивте овие резултати, вие сте еден од оние ученици кои го совладале собирањето и можат самостојно, брзо и точно да пресметаат собирање на децимални броеви. Браво за сите кои што пресметаат точно. А сега ќе одземаме децимални броеви до 2 децимали. Одземањето на 2 децимални броја е исто како кај одземањето на целите броеви. Единствено што треба да се запази е, сигурно погодувате? Да. Местото на децималната запирка и колку децимални места има по неа. Исто како кај собирањето. Ево, например. Земаме пример со цели броеви, 341 минус 124 и истите цифри ги користиме да направиме задача со одземање на децимални броеви. Да одземеме први целите броеви. 1 минус 4 не може. Се позајмуваме. 11 минус 4 е 7. 3 минус 2 1 и 3 минус 1 2. 217 е разликата на целите броеви. Сега одиме кај децималните броеви. Внимавајте, цел број под цел број, запирка под запирка и децималните места едно под друго. Десетинки и стотинки во овој случај. 1 минус 4 не може. Позајмуваме. 11 минус 4 7. 3. Овде се позајмивме. 3 минус 2 1. Запирката под запирката. И 3 минус 1 2. И добивме истите цифри, само што едниот е цел број, другиот е децимален број. А може и вака. Значи, кога одземаме
цели броеви, може да ги запишеме еден под друг, при тоа внимавајќи секоја цифра да биде во колоната според својата месна вредност и може да бидат запишани во ред. Полесно ни е нас да пресметаме кога се едно под друго, бидејќи имаме точен преглед која цифра со која треба да се одзема. Исто така и кај децималните броеви може да се запишуваат еден под друг броевите, при тоа да внимаваме секоја цифра да биде сместена во колоната соодветно според својата месна вредност, запирката да биде под запирката и на овој начин многу полесно ќе биде, бидејќи имаме прегледност кој со кој број треба да го одземаме. Додека во одземањето во ред малку е потешко, треба да внимаваме точно на цифрите во бројот. Еве неколку брзи примери за брзи математичари. 42,17 минус 22,23, 91,2 минус 70,4, 53,13 минус 21,12 и 80,5 минус 61,4. Додека јас ги читав задачите, се надевам дека многу од вас ги решија, добија разлики. И тоа, разликата на првата задача 19,94, следниот резултат е 20,8, резултатот на третата задача е 32,01 и разликата на четвртата задача е 19,1. Доколку и вие ги добивте овие резултати, вие сте еден од оние ученици кои го совладале одземањето и можат самостојно, брзо и точно да пресметаат одземање на децимални броеви. Браво! Стигнавме и до крајот на денешната наставна единица. Ви посакувам успех во учењето, а во исто време и ви се заблагодарувам за посветеното внимание. Ве поздравувам и очекувајте да се дружиме и понатака во некоја наредна прилика. До следното гледање, останете во добро здравје!